би сакал на ова дожливо време да ве замолам со еден аплауз да им дадеме голема подршка на 36 луѓе кои што се гонат и на нивните фамилии кои што поминуваат низ можеби најтешките моменти во својот живот. Еден голем аплауз за нашите херои. Секое време во Македонија, за жал, има своји херои и своји предавници. И секој бира на која страна од историјата ќе. Одбрале и нашите предци, одбрале и Христо Узунов и Гоце Делчев, ама одбрале и Коте од Рулја и Димитар Грданов. Денес Зоран Заев и неговата екипа се на страната на Коте од Рулја, Димитар Грданов и еден куп историски предавници кои што го предавале својот народ. Мислат дека можат да го уништат македонецот, мислат дека можат да го уништат ВМРО. ВМРО, браќа и сестри, е неунишливо, затоа што ВМРО е рбетот, е кодот на постоењето на Македонија, така било, е и ќе продолжи да биде. Ако мислат дека со притисоци, со полиција во 5 часот дома, кај овие луѓе, со заплашување на нивните семејства, со ширење на црна пропаганда, ќе уплашат некого, многу се излажале. И сакам нешто да им кажам. Слушам дека прават списоци, еве имаат еден список со овие 36 луѓе, имаат и некои други списоци. Омразата, почитувани, раѓа омраза. Злосторството раѓа друго злосторство. Реваншизмот раѓа друг реваншизам. Треба да знаат дека тие имаат списоци, ама и ние почнуваме да забележуваме на нашите списоци. И ако ова продолжи, кога тогаш ВМРО ќе врати? А кога ВМРО враќа, тоа е многу силно. Затоа ги повикувам да се опаметат, да се вразумат и да престанат со оваа политика на уништување на сопствениот народ. Ниедна нормална власт не го апси својот народ. Ниедна нормална држава не удира под сутот на својот народ. Ниедна нормална држава не оди во 5 часот наутро пред малолетни деца да апси луѓе. Тоа мора да престане, тоа мора да заврши час поскоро, затоа што, како што кажав, омразата раѓа омраза, реваншизмот раѓа реваншизам. И мора тоа да заврши затоа што во спротивно одговорот кога тогаш ќе биде посилен од ударот. Би сакал од срце да ви се заблагодарам на сите кои што доаѓате на овој дожд и давате подршка на овие 36 фамилии. Но исто така би сакал да дадеме подршка и на стотици фамилии кои што ги изгубија своите работни места, односно беа избркани од работа во сиот овој изминат период, само затоа што мирно протестирале против она со кое што не се согласувале на 27 април и 70 дена предходно. Тие заслужуваат и ја имаат нашата подршка и нивната жртва исто така ќе биде запаметена. И би сакал и овде да пратам една порака до сите оние кои што во овој момент раководат институции, оддели, министерства и така натака. Не правете го она што не сака да ви се случи вас. Немојте со своите колеги, пријатели, вработени да се однесувате како што не сакате некој да се однесува со вас. Затоа што памтиме и ќе памтиме. Затоа што
она што се случува денес ќе има последица утре. Повикувам на разум, повикувам во овој краен момент да се донесат правилни одлуки, овие 36 луѓе да бидат ослободени од секакво обвинение, затоа што немаат вина, затоа што единствена вина им е што ја сакаат Македонија и сите заедно сплотено да ја градиме Македонија единствена, успешна, просперитетна. Да сте здрави и живи, да живее Македонија. Се гледаме од утре, ќе ве информираме за дополнителните активности. Не запираме тука, одиме од утре уште посилно. Да сте здрави и живи. Благодарам.